Култура, што би бил еден народ без културното наследство? Националната галерија на Македонија е во фокусот во следните минути. Маја Крстевска, виш кустос и програмски раководител, гостинка ово утро во Македонија на утро, прв пат во студиото. Добро утро. Добро утро до тебе, Бранко, и до сите гледачи на Македонската телевизија и благодарам за поканата. Па секако една од најзастапените теми е културата, особено Националната галерија има што да понуди. Ќе ги потсетиме гледачите на историјатот на оваа институција. Така, секогаш сте верни следачи, би кажала, на нашата програма и на нашата институција. Малку историја, точно. Националната галерија на Македонија постои од далечната 1948 година. Значи, ја основале основоположниците на современата македонска ликовна уметност Лазар Личиновски, Никола Мартиновски, Борко Лазевски, Дима Тодоровски и како прв раководител бил Борко Лазевски. Така да оваа институција навистина има со што да се гордее. Ги имаме оние наши познати импозантни објекти од Пашиниот Аман, како што знае пошироката публика, каде што започнала да битисува Националната галерија и збирката е навистина огромна, што подразбира и кажува дека ние оваа збирка си ја негуваме низ годините. Конкретно јас сум раководител на секторот за цртеж и графика, каде што збирката е импозантна, имаме дела од 19 век па наваму, а исто така поседуваме збирка на икони кои што се од 15-тиот, од 16-тиот век и навистина можеме да се гордееме Македонија што поседува една збирка од над 3000 уметнички дела. Македонија поседува многу. Колку македонците знаат што поседува и колку сакаат да го гледаат, да го посетуваат тоа што го имаме? Знаете како, ние имаме едукативно оделение и настојуваме децата од најрана возраст да ја посетуваат оваа институција. Кога имаме ретроспективни изложби и кога значи се расположени едукативните оделенија и слично, тогаш ние ги повикуваме тука и да сликаат и да творат, значи од најрана возраст. А онаа публика што е традиционална наша, пред се стручната публика, нели, како што е професорската елита, академиците и слично, тие се наши редовни на отварањата на изложбите, даваат свој придонес во говорите, како и нивни ретроспективни изложби што ќе ги најавам во програмата до крајот на 2025 година. Да, секоја година имате соодветна програма, што помина досега и што не очекува до крајот? Така, Националната галерија на Македонија поднесува секоја година во јуни месец кон Министерството за култура и туризам апликации, во кои што ги ни одобруваат проектите за следната година. Оваа година навистина сме задоволни од она што Министерството за култура и туризам ни го одобри како проекти и воопшто и во музејската дејност би кажала, бидејќи има слух како и секогаш, бидејќи ова е Национална галерија на Македонија, една од носечките институции во нашата држава и меѓународно учествуваме на повеќе проекти. Прво би го напоминала, значи моментално галеријата е застапена на Венециското биенале на архитектура со своја страда бруталисима изложба, значи тоа е биенале на архитекти, каде Националната галерија е домаќин, а она што завршува денеска е преубавата изложба Аквизиции и донации, која што се затвара во Чифте Амам, чинам утре, да, на 31 денеска сме 30, и Славица Јанешлиева, која е моментално декан на Факултетот за ликовна уметност, таа не представуваше на Венециското биенале на уметност и нејзината изложба е изложена во Чифте Амам до утре. А од 1 август би ја најавила мојата изложба на професор Жанета Вангели, која што ќе се отвори на 14 август во целиот објект на импозантниот Чифте Амам, каде таа ќе се представи со ретроспектива на своите дела, бидејќи таа е мултимедијален уметник, дипломирала во Германија, а ја започнала својата студиска надодобразба, би кажала, кај големиот Петар Мазев и Родолюб Анастасов. Така да Жанета Вангели е првото она што ќе се случува во Националната галерија во месец август. Ќе видиме моменти од тоа, се разбира во утринската програма. Македонците ги учиме од мали нозе да доаѓаат, фелата стручна доаѓа, дали странците знаат за Националната галерија, за објектите, дали доаѓаат и какви впечатоци, со какви впечатоци заминуваат? Значи можам да се пофалам веднаш кога доаѓа дипломатскиот кор, да кажам, кога наидува смената нели на амбасадори, кабинети и слично, веднаш се јавува да го посетат Даут Пашиниот Амам и збирката што ја поседуваме како национална збирка во Даут Пашиниот Амам. Она што интересно исто доаѓаат од, да кажам, странски фирми кои тука имаат нивни представништва. Еве како да напоменам, наш клиент ќе биде и претпоставам со голема изложба до година ЕВН,
тие комуницираат со нас и би сакале до година тука да се случува нивниот ивент, би кажала, нели? Повод 20 години ЕВН во Македонија, во преговори сме, така да странците би кажала спој на современата ликовна уметност и АМАМот, да отпашениот Чифте АМАМ, мала станица како мултимедијален центар, навистина ги привлекува да доаѓаат и да, дури би кажала, и се одржуваат и приеми, нивни коктели, го бараат просторот, нели, за изнемување. Како се ја чуваме збирката? Љубоморно? Љубоморно се ја чуваме збирката во нашите депоа, во сите 3 објекти, и можам повторно да се заблагодарам на Министерството за култура и туризам, кој што оваа година одвои средства да се изреновира и да се дополни во мала станица депото, каде што чуваме вредни дела, така да ќе направиме некоја дислокација, бидејќи овие објекти положат под влага, да, од пашињата се стари, нели, ѕидини од османлиско време, така да добивме финансиски средства со што ќе направиме нови депоа во мала станица. Понатаму работиме на конзервација на дела што се оштетени и слично. На етнолошкиот материјал работи колега кој што ќе биде застапен во спомен куќата на Лазар Личеновски, чисто јас сум потомок, тоа го знае веројатно и пошироката јавност. И значи си одат работите, и она што сакам да го нагласам и да порачам на пошироката публика дека имаме нов менаџер во нашата институција. Тоа е истакнат ликовен уметник господин Али Синани, кој што од пред 2 недели седна на менаџерското столче на Националната галерија на Македонија, и очекуваме со заеднички сили со вработените, нели, во Националната галерија да остваруваме уште поголеми позначени проекти. Добро, нека му е со среќа. Ете, на крајот на годината, отчет во ова студио, ќе ве поканиме повторно во поширок состав да видиме што сте сработени, да, и што ќе најавите за ќе му биде чест да присуствува, да. Куќата на Личеновски ја споменавте, во каква фаза е, што се работи таму? Куќата на Личеновски е оставина која што по тестамент ние наследниците на големиот Лазар Личеновски по негова желба ја дадовме на државата. Значи како легат, и сега тоа е една подолга макотрпна работа, бидејќи треба да се конзервираат неговите уметнички дела, кои што тој 122 дела остави на Националната галерија и на Република Македонија. Во тек се тие конзерваторски работи, се оспособува куќата, го споменав етнолошкиот материјал, тоа е библиотека, книги, слично, значи негова литература што тој ја поседувал. Куќата на Личеновски се наоѓа на многу убава локација покрај реката Вардар со еден феноменален мозаик кој што може секој посетител од надвор да го види кога се шета покрај апотеоза на трудот, се вика тој мозаик, значи тој бил и мозаичар, се школувал во Равена, негови мозаици се на крв, така да навистина има што да понуди Националната галерија. А уште нешто би додала, во тек се преговори со Музеот на современа уметност, што ексклузивитет од Белград, Република Србија, каде до година ќе го представиме академскиот вајар и професор Жарко Башевски. До година во јули ќе ја представува Националната галерија во Музеот на современа уметност во Белград, и воедно Музеот на современа уметност ќе се потпише меморандум помеѓу двете министерства за соработка. Сработуваме со регионот, сработуваме со Европа, не има во Венеција. Како, еве, например, по Венецијското биенале, какви се впечатоците таму на луѓето кои што не запознаваат и кои што не знаат со она што им го презентирам? Ние скоро секоја година учествуваме, дали со архитектонското биенале, дали со уметничкото биенале. Националната година долги низ години застапина на Венецијското биенале како најпрестижна манифестација, нели, од овој тип од сферата на уметноста. Јас 2 пати сум била комесар на ова биенале, како поранешен директор и кустос, така да искуствата велат дека се заинтересирани, значи таму е врволешница, би кажала, од публика и стручна и туристи, нели? И нашиот павилјон е секогаш интересен, има што да понуди, и верувам и дека во иднина ќе биде така, и секогаш сме возбудени пред да се случуваат тие биеналиња, и професионално тука си го искажуваме она што го поседуваме, нели, како колегите, така и пошироката, нели, публика преку уметниците и слично. Така да, и уште би сакала да нагласам, не ги споменав нашите центри, македонските центри во Софија, Истанбул, Белград, Загреб, Њујорк и Тирана, каде што Националната галерија ќе се представи на 7 во Софија, на 7 август, со една групна изложба на просторна конјукција, се вика, 15 автори се застапени македонски од овие простори. Тоа е
првото всушност пред Жанета Вангели ретроспективата во Националната галерија во Чифтама. Маја Крстевска, 10 минути прелета, помина како една, како во еден здив. Благодариме што утро бевте со нас и еве ова најава нека биде покана до гледачите да не следат редовно поради содржините од културата и секако од терен ќе известуваме со секоја акција што ќе имате, секој евент, секој настан. Благодарам Бранко на поканата за учеството. И уште еднаш би упатила честитки до новиот директор на нашата институција, господин Синани, и благодарност до Министерството за култура и туризам, кои безрезервно ни излегуваат во пресред како една институција која си го оправдува она што го зацртала пред многу децени. Сите ние сме национални институции, мора заедно да си помагаме, нели? Благодариме уште еднаш за учеството.